Пуштете се и уживајте. Добро вечер, драги гледачи, драги слушачи. Вие се наоѓате на фреквенцијата на Радио Лидер. Јас сум Дени, до мене е Колко? И денешната дата е... Која дата е денес? Денеска е понеделник 22. Понеделник 22 март 2021 година. За техничка реализација се погрежија Димитар Ѓураковски, Мартина Костадинова и главен уредник е Љупчо Златев. Денешната тема можеби не е шокантна како минатата тема, но е исто толку битна и мислам дека исто толку контроверзна и е зошто твоите најблиски не ќе да успееш. Пред да почнеме темата, знам дека малце ќе оставиме малце ушчекување, треба да одговориме и на прашања. Да, имаме едно прашање од Матеј, доколку има можност дали да се одам од држава. Па вака, одење од државата е актуелна тема како што знаеме, поготово кај младите, и јас ќе кажам првично види дали имаш услови, зашто многу од нас сакаат да си одат од државата заради реакција на нешто што е можеби политичко, можеби економско. Види прво ти лично дали имаш услови во оваа земја да просперираш или да си ги следиш соновите. Доколку не знаеш што сакаш да правиш во животот, експериментирај, најди нешто што те интересира. Доколку немаш услови, доколку единствениот услов е да си одиш надвор, тогаш никој не е приморан кај што е роден да остане. Така, не е, според ја гледам другачие на тоа, не е дали да си одиш или не. Според мене излези, прошете, отвори си го паметот и види на крај на денот што сакаш и кое место е за тебе најпогодно. Затоа што реално границите се измислени од луѓето, така. Тачно. И мислам дека многу од нас си одат не заради економската ситуација, него чисто заради менталитетот на луѓето. Заради тоа што се е резултат на менталитетот на луѓето. Лично јас мене највеќе ми сметал менталитетот на луѓето и пред да почнеме свој бизнис и од кога почнеме свој бизнис, менталитетот е тоа што кога ќе излезеш надвор, едноставно тие муабети што се одвиваат цело време се муабети кои што не носат никого нагоре, него ги држат сите удавени. Точно. И тоа е еден револт што мене ме тера да си одам на некој начин и ова шоу, може да се нарече овој подкаст што го почуваме, немаме никаков бенефит од овој подкаст, ако верувате, никаков бенефит, освен иницијатива да покренеме кај луѓето за да се променат и малце си го подобрат менталитетот. На некој начин можеби е последната last resort што пробуваме да го направиме за да го промениме пред лично јас за мене ќе кажам, лично ја да сидам од држава, затоа што ако не се смени ништо, никој не е приморан да седи во некое место кај што не му е убаво. Така да. Баш како што кажа, ние сме ги направиле тие граници и би рекол дека Матеј треба да прошета, да види баш што вика што има надвор и искрен ќе бидам, доста мислам сум прошетал барем во околните држави и мислам дека во нашата држава има многу работи убави што да се најдат, ако се фокусираш на нив. Не само во смисла на не знам за компании, например, онлайн, не сме баш држава што сме, како да кажам, немаме PayPal, немаме Stripe како посредник, немаме доста, не поддржуваат многу лимити. Да, многу лимити имаме во таа насока, меѓутоа имаме, например, ефтин живот, како да кажам, ако имаме добра заработувачка, можеме многу луксузи што се надвор да си ги приуштиме во нашата држава. Тоа ми се свиѓа на некој начин. Дефинитивно треба да се изгради некој круг на пријатели што ни одговараат и мислам дека само барем за мене тоа е идеално како да се живее во оваа држава. Значи да не се мешаме во мнозинството заради тоа што како што викаш менталитетот е одраз на државата, нели? Заради тоа е таква државата, зашто луѓето се такви, затоа и како да кажам толку време луѓето зборат за политика, зборат за негативни. Од 2000-та година ист муабетот, се нема сменет. Може од претходно. Може тимовите се смениле, но муабетот е ист. Значи менталитетот на луѓето треба да се промени за државата да се крene нагоре. Баш како што кажа, ние со ова пробуваме да го покренеме менталитетот без никакви бенефиции. Пробуваме да покренеме, па ако ништо друго, еден човек да промениме е успех, нели? Тој човек ќе промени уште еден. И тоа е така како што вика Буда, запалија свеќата на другиот за да шириш као среќа. Уствари среќата се шири со тоа што споделуваш. Така и нашите информации ги споделуваме со вас
користете ги, стварно имаме искуство, барем за онлайн маркетинг, за социјални мрежи имаме животно искуство, сме виделе многу доле, сме виделе доста горе и мислам дека дефинитивно Матеј треба да се одлучи дали да се оди или не, меѓутоа треба да прошета како што кажеш, треба зашто има прошета, многу работи надвор што он уште ги нема согледано, може би ако не прошета, затоа што тука можеби животот е поблизок, надвор е поладен. Да, баш. Контекст на тоа не е луѓето не име гајле, него едноставно имаат премногу работи што ги прават во текот на денот за да се замараат со низок левел на проблеми кои што се замара мнозинството овдека. Така да можеби таа динамика немаме одговара на Матеј, но како и да е, гледај ако нешто те носи надоле, не седи таму. Така да, ако седиш у вода, има вртлок и те носи надоле, бегај од тој вртлок. Тачно. Само види, експлорни го целото море, за да видиш кој место ти е поубаво. Да почнеме со темата. Денешната тема е зашто твоите најблиски, веќе кажавме, зашто твоите најблиски не сакаат да успеш. Значи, би рекле дека дури странец некогаш знае да ти посака повеќе него најблиските. Многу често. Многу често, да, и тоа е затоа што на некој начин нашите најблиски знаат од кај доаѓаме, како сме растеле, какви моменти сме споделувале заедно и јас лично се ставам на нивна страна. Да е така обратно, доколку би било од другата страна, јас би го гледал на тоа како не еден вид љубомора и лошо гледиште, него јас моментално ги гледам тие работи како инспирација, меѓутоа можам и да ги гледам како завист. Завист, да. Зашто е он таму, а исто сме пораснале, на исти места сме иделе, исти муавети сме правеле, исти менталитет имаме, а он е подалеку од мене. Значи, што се случило? И тука доаѓаат тие многу, знаеш, можеби му се посрекило, он му се потрефило, му се погодила картата. Тоа се све оправдување реално наши, заради тоа што ние не можеме да го сватиме тоа како он зашто е таму кај што е. А едноставно нашата гледна точка била иста, а сега он е многу подалеку. Дали е финансиски, дали е љубовно, дали е во фамилија, едноставно некако не можеме да го сватиме тоа зашто како што викаат од иста кал потекнуваме. Едноставно тука се ствара таа завист. Меѓутоа исто така може таа завист да се искористи, да се претвори во инспирација, нели? Токму така, да. И јас мислам дека има многу во позадина играат многу и еволутивни програми. Да. Значи ние доаѓаме, како што викаш, потекнуваме од иста кал, потекнуваме од иста група. Значи ние сме растеле, можеби у таа фамилија со тие луѓе и на некој начин се рачунаме дека сме на исто ниво. Кога еден од тие луѓе ќе почне да прави нешто, да успева во некоја насока, било каква, не дека он е подобар човек, него едноставно менталитетот на сите во групата интуитивно пробува да го спречи тоа да се случи, за да остане групата како што е, затоа што природно луѓе во група се многу посилни отколку индивидуа, така. Значи природно еволутивно е многу во поголема полза ако сите останеме во оваа група отколку ако сите се раштркаме. Да. И тоа е механизам интуитивно кој буди љубомора и буди завист некоја кај луѓето. Може да кажеме дека ние од нашите почетоци кога почнувавме нели со веб страни, многу од луѓето, многу од нашите блиски луѓе прво има скептицизам, така. Прво уште тогаш на времето уште не беше толку актуелна темата кога ќе кажавме дека почуваме нешто на интернет, веб страна или било што, мисля дека си играме игри на интернет. Многу така и од дома вика, ќе идеш ке си играш, као место да идам да работам, всушност работиш поише сати од нив, они вика, иде да си игра, со тоа интернетот. И после тој скептицизам одеше прерасна тоа во некој вид на како да кажам, љубомора, не љубомора, него еден начин на гледање на твоите мани, како многу работиш, како одмори малце, секој ден работиш по многу сати, одмори малце, ги гледат негативните работи во тоа. И на крај последната стапка е више кога ќе успееш, кога ќе видат дека тоа што го правиш има резултат, бараат совет или бараат примерна заем нешто. Како и да е, тоа е она патеката. Прво се скептици, после тоа ти ги наоѓаат маните и озборуваат и на крај бараат помош. Да. Нешто слично кажал Махатма Ганди, мислам дека не можам да се сетам точно поговорката, меѓутоа че Махатма Ганди го кажал, дефинитивно има некоја вистина во тоа. И баш како што кажа, прво се скептици, после на некој начин може да ти смејуваат. Јас лично имам слушнато дека збореле позади грб, дали пречуено е тоа од друг човек, не е битно.
дека јас ќе се откажам брзо, дека сигурно кај да е, дека готово, дека нема да продолжам. Меѓутоа тоа искрено го користев како бензин за мене и се поише ме гураше дека на некој начин тоа е погрешно, меѓутоа сакав да се докажам на почеток. Сакав да докажам дека не е така. Дека Бог да го прости, дедо ми влага, мислам без да тропам, така си влагаше во стан. Како што влага, вика, колко прекини да играш игри, вика, најди си реална работа, најди нешто да работиш. Мислам, тој менталитет е, како што знаете, застарен и луѓето не сваќаат дека веќе работите се префрлаат онлайн. Они не можат да го сватат тоа, не знам како сега да цупкате уместо и да викате работам. Да. Да гледате некој од страни, ќе се рече тоа овој работи, од цупка уместо само скока со наџињата. Да, престани да цупкаш, најди си престани да цупкаш, иди стварно ако сакаш истрча, ако сакаш најди работа, не го прави тоа. И така сигурно имало и гледиште и кај другите, пошто како што кажаме, тоа што не го сваќаш едноставно го побиваш. Сакаш да го побиеш зашто не ти има реалност, нема место во твојата реалност за твојот менталитет дека тоа постои, а уште помалку дека тоа нешто ќе го однесе него или мене подалеку и тоа ќе биде на некој начин успех за мене или било за кој друг како од наша гледна точка. И тука се ствараат тие, значи, завист, љубомора, па на крај исто се префрла во совет, дури ќе ти речат знаев дека ќе успееш, имам и такви, значи, од секогаш верував во тебе. Пак не можам да кажам дека ние сме некои успешни мултимилионски бизнисмени, меѓутоа сме се излекле од тој менталитет. Својата идеја си ја разбил. Нашата идеја и више видна таа идеја и едноставно луѓето го гледаат тоа и колку и да негирале веќе тоа е како што вика треба да си пример. Не на збор него да си пример. Кај нас многу од луѓето се на збор. Повише се ветува, повише се кажува, а никогаш не се прави и тоа едноставно на веделини мислам се гледа. Многу луѓе исто така може да не почитуваат, не ради тоа што ние збориме многу, него што малце правиме. Значи почита, гледање како на еден начин ментор, мислам дека имаш многу и подобро и поголемо искуство тоа. Луѓето гледаат ментор со пример. Значи они не гледаат нешто ти каква информација збориш дека си ваков или таков, него луѓето едноставно не води од пример. Така да би ви дал совет да бидете пример, едноставно да си го терате вашето, затоа што стварно ќе се наидете на вакви, дали се тоа ваши многу блиски, дали се дури роднини, дали се, не знам, брат, сестра, не е битно што се, едноставно ќе наидете на такви луѓе и немојте тоа да ве влече надоле. Да, многу убаво кажано и мислам дека баш тоа како што кажа, луѓето гледаат пример и на крај на денот секој клиент гледа резултат. Да. Значи не твојот резултат, него дали он ќе добие резултат. Точно. Секој клиент не му е гајле ти кој си, што си, гледа дали ти можеш да го однесеш од точка А на точка Б. Да. Тоа е тоа. Значи ти може да си некој, може да си ништо, ако успееш тоа му го направиш, тоа е вредноста што плаќа клиентот, така на некој начин. Но мене ми е многу интересно, баш и тоа што го спомнавме на почеток, зошто странец би ти посакал некогаш повеќе успех, поискрен успех отколку некој близок. И баш читав студија и има многу психолошки, биолошки термини и докази во самата студија зошто тоа е така. И сега ќе кажам пример, значи има 4 работи зошто љубомориме на луѓе. 4 работи зошто сме зависни кај луѓе. Првото е тој човек да треба да биде во нашиот круг, да не е надвор од нашиот круг. Добро. Значи второ, ќе ги напоменам па ќе влезам подлабоко во секој од нив. Второ е треба тој човек да биде сличен на нас. Трето е да има нешто што нас ни треба или нешто што го сакаме. И четврто е да биде тоа направено на начин на кој што ние сме можеле да го фатиме, да биде блиску до тоа што се нашите можности. Значи еве ќе ти кажам пример и ќе те прашам на кој би љубоморал поише, затоа што да кажеме пак сите сме луѓе и сите љубомориме, само рамката која што ќе ја даеш на таа љубомора или ќе те направи што викаат лош човек или ќе те направи поуспешен. Можеш да го користиш како инспирација, можеш да го користиш како љубомора и оговарање. Така. Значи истата љубомора што чувствуваме ја и ти било кој, сите чувствуваме љубомора, тоа е една нормална емоција која што ни покажува тој човек има нешто што тебе ти треба или би ти требало или нешто што сакаш. Значи тоа ни кажува таа емоција. Може да те инспирира тоа. Да речеш Чимон можам јас. Што е причината зашто постои љубомората. Љубомората постои да те разбуди, да каже чека он има нешто, ама он е сличен на тебе, можеш и ти да го имаш тоа. Да. Ако се
побиваме со таа љубомора, кој кам не бе, не љубоморам, јас сум добар човек, никогаш не сум љубоморал, тоа знаеш како ќе се одлие. Ќе идеш на кафи, првиот муавет за тебе што ќе почне, ќе го збориш од светло на оговарање. Така да он и види како смешно се носи, ти тека видиш тоа шобла. Ќе кажеш нешто за да те направи да изгледаш поубаво светло од тој човек што му љубомориш. А ти нема да си кажеш у себе, аха, му љубоморам. Тогаш си лош човек. Не си лош човек ако љубомориш. Сите љубомориме. Како ја користиш љубомората те прави лош човек или добар човек. Ако го искористиш тој и кажеш, аха, и он заработува многу. Ама он е сличен ко мене, можам и јас. Да. Тоа е уствари огромна полза ти е љубомората у тој случај. Ти ги отвара очите на тоа ти стварно што сакаш да го правиш. Твој дали ќе превземеш акција, како што зборевме дали акцијата е најбитна, но тоа те укажува на кај тоа што сакаш. Сега те прашам нешто. На кој би љубоморал поише? На комшијата, ако има $500,000 на месец, или на Джеф Безос? Па дефинитивно на Джеф Безос. На Джеф Безос би му љубоморал, зашто студијата, јако сме искрени, повеќето луѓе љубоморат на комшијата многу поише. Добро. Затоа што Джеф Безос не е ни у нивна категорија. Значи не е ни у нивна игра. И ако комшијата добие унапредување, тогаш поголема љубомора се и поголема зависи од колку Джеф Безос, ако прочиташ дека има не знам дека прави $40,000 на секунда. Значи поголема емоција се буди кај тебе, само од причина зашто некој близок. Комшијата е поблиску до тебе, у твоето село е, у твојот трајб. Исто како пример ако може комшиите не ги освојам блиски за тоа. Да, може у куќа живееш полого време, али не е битно. Мнозинството студијата покажала дека е така. Или пример, на кој би му љубоморал поише, ако земеме Далај Лама, дека има среќа, најголемата среќа у светот, или на Хју Хефнер, што има премногу девојки. Би му љубомореле на Хју Хефнер. Реално мнозинството, затоа што исто една причина зашто љубомориме не е нешто суптилно, као среќа, зашто не може да измериме, него еволутивна програма за некој ресурс што може да го земеме, како луѓе околу нас, со кои што можеме нели да се размножуваме. Значи, тоа е нешто што нашиот мозок подсвесно го перцепира и ни буди такви емоции. За да ни каже дека он има поише, ти треба да направиш нешто и ти да имаш. Така, за да може да проложи овој ген и за да може да се нахраниш, пример ако е храна, што нели е нормално ресурси, храна, тоа е се поврзано една категорија. Баш како што кажа, за мислам како гледаме на другите луѓе, мене ми се случи, мислам, баш кога јас како да кажем го допрев дното еден период од животот, финансиски, емотивно секако, и од тука ми беше таа одскочна даска дали нешто ќе направам од мене или не. Бев сам на себе остан, се случија некои работи, несреќи и бев сам на себе остан и си кажав ќе станеш човек па што сака нека е, човекот што треба да биде. И тука открив дека едно нешто најмногу ми помогна, тоа беше кога ги гледам другите луѓе поуспешни од мене што се и околу мене, да сватам како го прават тоа. Значи само таму ми мислеше мозокот. Кога ќе видам некој успешен човек, сакам да знам како го прави тоа. Што има позади? Значи не човекот не го гледам, стварно не гледам дали убава кола возел. Тоа е нормално едно мерило на неговиот успех. Дали било тоа негова желба да вози такова, не е битно. Меѓутоа, ме интересира како оформил, пошто еве јас на пример имам тројца вработени, што се вика како може човекот да има 400,000 вработени или 300,000 или некој, знаеш, такви големи цифри, како може човекот да има 2,000 вработени, како го направил тој систем, како ги нашол луѓето, како се обкружил со нив, тоа ме интересира, стварно ме интересира како, не ме интересира првата слика, стварно не ме интересира, пошто таа ниска игра на емоции што зборевме баш, тоа е малата игра, таа игра се сведува на предмети, на пари, таа е малата игра. Едноставно не можеш да докажеш никако дека таа е малата игра, освен луѓе што го виделе тој, не дека многу пари, него таа е малата игра, како да кажам, парите не доаѓаат кога мислите на пари или сакате пари, него парите доаѓаат кога имате некоја визија, поголема визија, нели, да испробате идејата, да пуштите на пазарот, како што зборевме претходните емисии, и ако таа идеја е успешна и вие работите на идејата, вие не мислите на парите, вие мислите на идејата
и како човекот размислува, и како купувачот гледа на вашите продукти. Зашто гледа така? Вие тие работи треба да ги размислувате, не работите што ќе ви носат пари, него работите позади парите. Зашто се случуваат? Не се прават, ја следам многу јутубери, многу деца, што стварно се деца, се 19-20 годишни, прават по $70,000. И тоа не е дека они сакаат пари, него дека имаат многу добар систем разработено, од дали знаат многу добар маркетинг, дали знаат како да ги најдат тие вработени. Мене тоа ме интересира. Како они дошле до тоа? Не до цифрата, него како го организирале тој убав систем и софтвер за да им донесе толку пари или да им донесе, не знам, толку успех персонален. Едноставно Тони Робинс кога го гледам инспирира како така се осеќа, како е позитивен цело време. Што прави од Сабајле, зашто ги прави тие работи? Ме интересира такви работи. Позадината на човекот ме интересира и многу сум видел дека луѓето треба да ги гледаат тие работи. Зашто? Затоа што на некој начин еволутивно ние се надоградуваме постојано. Значи многу луѓе денеска е полесно да бидат успешни него порано. Сега имаат достап на сите информации, имаат достап многу полесно вработени да најдат, многу полесно систем да изградат, пошто тие системи веќе постојат, некој ги направил. Ние се само надоградуваме. И ради тоа, за да не западнете во овие што ги збориме работи денеска, едноставно гледајте вие како да ги отстварите тие работи. Кога гледате некој човек, не ја хранете таа љубомора што ќе ви ги оправда вашите неуспеси. Како на пример од дома му се парите, има он колата му е купена од дома, он има стан. Тоа вас што ви помага? Гледате на тие работи. Како вас ви помага тоа? Тоа не ви помага никако? Како може тоа да ви помогне? Што вие добивате од тоа? Само ја пуните таа омраза, ги правите тие неубави лоши мовети што стварно не ве носат нигде и на крај крајва едноставно тече животот, како што кажавме вака, и ви проаѓа животот. Вие сте во тој ист менталитет што го збориме, што на еден начин стварно пробуваме да промениме, да направиме некаква промена, па барем и од еден човек. Едноставно правите ги работите, нека ви биде ова денеска цела тема како мерило за тоа како не треба да се однесуваат, нели, со блиските. Да, реално и тоа е и темата денешна. Да, значи тоа баш. е и намената на темата. Не да не љубоморите, него како да искористите љубомората Точно. во ваша полза. Да. Значи како да искористите да не станете лош човек на некој начин. Според мене не е тоа лош човек, него едноставно патетичен човек затоа што не ја користи моќта на љубомората за своја полза. И како уствари да ги согледате работи, како да бидете посвесни за таа љубомора, затоа што пак ќе кажам, некој од нашите пријатели почува да се облака по-убаво, така почува се која да облака, до сега се облакал у блузони. Првиот одговор што е? Што се фурира овој, така. Која му е поентата, се облака као филмска звезда, нешто, што мисли дека? Истиот човек можеби да е на илјадници километри од вас, да е стварно филмска звезда, истиот карактер и да се облака така, можеби ќе ви биде ваш идол. Така, истиот човек е. Разликата што бил у ваше друштво и тоа што не е у ваше друштво, што е на телевизија што го гледате. И тој човек што го гледате на телевизија и тој човек што е у ваше друштво се исти суштества од месо и крв. И онако се облака, пример, убаво, или ако има пари, или ако е успешен, истите закони треба да важат и за него, и за вашиот другар, пример, или другарка, и за тој човек што е на телевизија, така? Да. Но не важат. Зошто? Заради тоа што ние сме така програмирани, еволутивно. За тие луѓе што се во нашето племе, на некој начин да ги рамниме со нас, тие што не се од нашето племе, за нив не се у нашата игра. Едноставно, они ако успеваат, не ни прави тоа нас да сме ние подоле. Но ако некој од нашето племе успее, тоа ни остава нашиот социјален статус во ризик. Пример, некој од фамилијата дома ако успее, целата фамилија и структура на системот се размрдува, така, кој е поглавен у фамилија. Тоа е многу добар пример. Значи, самите тие механизми се подсвесни механизми функционираат без наша свесност. Затоа целта на емисијава е да станеме свесни за тие механизми, за да не натераат да бидеме лоши луѓе, само заради тоа што не сме биле свесни дека имаме таков природен механизам. Да. Сепак сме луѓе, сепак треба да ги гледаме емоциите свесно и рационално, а не да бидеме водени од емоции како животни, така? Да. Ние сме луѓе и сме
успешни у трилион други работи, у политики, у закони за природата, знаеме, ги изучуваме така науки, ама кога доаѓа емоциите да ги збориме, ние сме ништо друго освен животни, така? Да. Ние сме животни кои не знаат да ги согледат емоциите и реагираме на емоциите. Затоа таа љубомора и таа завист која доаѓа во вас, не оставајте да тлеат и не се лажете дека не ги чувствувате, затоа што тоа не ве прави лош човек. Тоа ве прави баш човек, да ги чувствувате тие емоции. Да. Но доколку бегате од тоа, тука ќе има некој резултат, што ќе биде тој резултат уствари што не го сакаме. Тој резултат што ве прави лош човек, како оговарање, како се буди дури омраза на тој човек, така? Да, највеќе пример, омраза. доколку растеш некој профил у Македонија, да речеме, и ти порасне многу тој профил. Луѓе што ти биле другари, одеднаш ќе викаат, абе ме нервира тој човек, не можам да го гледам, само ми излага. Да. Само заради тоа што ти пораснал профилот. Да. Значи, таа љубомора што тој човек не ја осознал во себе и резултирала на кај тоа да рече, абе не можам да го гледам. Да. Не дека не може стварно го гледа, така, не дека тој човек прави нешто лошо, него едноставно таа љубомора му прави да му е полесно да го мрази тој човек. Да. Зашо, ако тој човек има нешто погрешно, така ја не морам да си ја апгрейднам играта и да се форсирам. Мојот живот може да остане ист, а да не бидам подоле од него, зашо не лошиот. Да. Така? Да. Значи, тоа е уствари таа динамика која ако сме свесни сите ќе идеме нагоре, а нема да се влечеме како удавени луѓе сите да се давиме. Точно, тоа мислам дека што стварно фали во оваа држава. Едноставно многу се раздвоени луѓето, многу поединечно размислуваат и дури на комшијата што викаше кога му се случува нешто, никој не реагира зашто не е кај него дома. И тоа е погрешно затоа што еве ќе дам еден пример, кога бевме во Германија, работев краток период 2 месеци. Работев физичка работа пред 7, 8, 9 или 10 години, не е ни битно. Таму луѓето се грижат секој за секој. Значи дури секој втор човек е полицаец, меѓутоа пак тоа е систем што функционира така. Ние работевме на приватно земјиште и нас ни дојде полиција 2 пати или 3 пати. А кој знае колку пати било викнато полиција. Зашто луѓето таму кога гледаат некој неправдини или неправилности, одма ги пријавуваат и тоа функционира целиот систем. Значи они сите сакаат заедно да живеат во сигурен систем, во убаво одреден систем, не ќе да има неправилности што ние реално ги гледаме секој ден на улица и никој ништо не прави за тоа, затоа што таков е системот и мислам дека многу луѓе ради тоа и се пунат со таа омраза или љубомора, зашто не се чувствуваат фер на некој начин. За едно е фер, ги гледаме дури и работите на телевизија, на вести, а за други не е фер. И тука човекот не се осеќа убаво во оваа држава. Тоа е многу битно што го кажа. Да, мислам дека дека еден фактор, голем фактор. Фер е многу голем фактор за мислам дека во тие ја не викам дека не се случуваат никакви неправилности во тие посовршени држави како Данска, Норвешка. Тие неправилности сигурно се случуваат на многу поголемо ниво што човекот не ги гледа. Значи толку треба човекот да не ги гледа, кај нас тоа е многу видно. Мала држава е, мал град, што реално градот е се веќе у Скопје и мислам нормално има најмногу живот има во Скопје и тука кога ќе дојдат луѓето, едноставно ги гледаат тие работи, не се чувствуваат тоа. За еден е фер, за еден не е фер. Не е битно кој човек како ми гледа за него чим може, зашто за мене да не може. Тоа го гледаме видно, а само затоа што тој човек не е битно знае некој и тука човекот ја ствара таа одбивност кон својата држава, кон што реално како да кажам пак, таа национализам е супер работа, да се ја сакаш државата. Меѓутоа тие работи, пошто сите припаѓаме на некоја држава, сме родени во некоја држава. Многу на пример македонци во Канада сакаат се уште Македонија, тоа го носат во себе. Ама кога ние тој нефер го гледаме, едноставно се осеќаме како да не припаѓаме во нашата држава. И мислам дека како целата држава да е против тебе. Да, против тебе едноставно ги дели луѓето на поединец и затоа можеби така и реагираат како поединци, затоа што ги дели, ствара конфликт, зашто за еден е добро, за еден не е добро и луѓето едноставно многу полесно ги стварат и тие љубомори према блиските, затоа што они си викаат, ова го видов, за овој фер, за овој не е фер, сигурно и за мојот близок е фер, а за мене не е фер. И таа фер, не фер се ја прават дали во блиски друштва, дали во фамилија и тука се ствараат тие зависти и љубомора што на крај крајва нигде не наносат, нели? Пак нигде не наносат тие работи, нигде на нас на подобро и никој околу нас. Не носат да го ги согледаме, не носат на кај тоа што сакаме да го правиме. Што збориме целта на оваа тема денеска. Да ве носат тие работи понатаму да ги согледате тие љубомори, зашто вие љубоморите
И мој совет од моја гледна точка е да речете како овој го прави тоа. Зашто он нема, веруете, ако е среќа, тоа нема да трае многу долго. Затоа не верувајте дека на некој му се пострекило, му се потрефило. Дури што ги кажеме примерите со лото, со бинго, луѓето ги губат парите, дури 90% дури се чувствуваат мизерно отфрлени од фамилиите затоа што не ги споделуваат тие пари со фамилиите. Има и случајни убиство, има случај на наркотици, на секакви, значи многу лоши работи, запаѓаат луѓето во многу лоши работи. Затоа не верувајте на таа среќа, затоа што луѓето и да се посреќа, тоа не трае долго, дури може да ги уништи многу побрзо. Него човекот кога е искусен, кога знае што прави, колку милионери или мултибилионери сме виделе што пропаднале и пак се издигнале. Значи тоа што го имате во мозокот не може никој да ви го извади. Затоа не го пунете тој како да кажам, таа дупка на љубомора, затоа што тоа е резултат на оваа држава, не е резултат ништо друго. Ние затоа што така се осеќаме еден према друг, ради тоа и се наоѓаме кај што сме, ради тоа и сме отфрлени од сите околни држави. Тоа не донело до тој момент. Не е тоа еден човек што ја води државата, тоа е сите луѓе и цел систем како што функционира затоа што не носи надоле. Ние работиме на интернет веќе долги години. PayPal, не знам од која година постои, веќе скоро да речам 16-17 години. Да, нека би повеќе од 20 години, ние се уште немаме PayPal. Ние се уште немаме Stripe, не сме одобрени од тие сврзници што се на глобално ниво, што ја прават таа безбедна онлайн трансакција. Затоа и мислам дека целиот резултат не носи надоле заради тоа што не се поддржуваме еден со друг, не се креваме нагоре, туку баш како што кажуваме, го пробуваме тој што се дели да го вечеме со нас. Не се ставам на никоја дали јас сум тој или вие сте тие или кој било е тој што влече надоле или крева нагоре, туку ради тој менталитет се случуваат овие работи, затоа што можеби тој има многу убава иднина, многу светла иднина, со тоа што стварно го прави и се труди, а еден лош коментар, еден лош муабет што може да го слушне од зад грб што му збори некој близок, може да го уништи све тоа. И тој да се врати во тој менталитет, да биде повлече надоле, едноставно да остари, тоа е најтажната приказна за мене, да остане таков. И да остане таков. Мислам, тука сме за да се надополнуваме, за да се надоградуваме. Тоа е, мислам дека една од најбитните работи што ни фали во оваа држава и мислам дека во сите друштва што се барем така што ги гледам и околу нас, што се поголеми, помали, не е битно, во друштво и во едно комјунити или како да кажам, заедница, ни фали тоа како народ. Да, и мислам дека тоа е, како што кажа, фер или не фер. Тоа многу се осеќа. Самата држава го прави, исто така и колку имаме ресурси. Така колку имаме ресурси околу нас, затоа што реално Бил Гейтс или Джеф Безос би ти љубомореле тебе или мене. Па така тоа... не. Но, затоа што имаат многу и изопилство на ресурси, така? Да. Без разлика за какви ресурси станува збор. Но кога ресурсите се лимитирани, сите сме на некоја средно кон ниска класа, така стај го на тоа, во таа манџа, плюс тоа дека за нешто фер е нефер за некој друг. Да. Нормално е да се јавува таа љубомора. Така, нормално е, сите тие ингредиенс ги има у таа манџа за се јавува таа љубомора. Затоа што сите сме мал град реално. Да. Во овој град има реално, како што кажавме, цела држава највеќе луѓе. Стави го фер и нефер во тоа, стави го лимитот на ресурси, нормално се ова таа љубомора и да се прави уште толку да се чувствуваме одвоени. И секој што ќе проба да се крене, сите околу него пробуваат да го дават, како и они што се дават. Наместо да се инспирираат за они да се кренат. Значи тоа е нормален природен нагон. Но една дива карта има у се ова, свеста. Ако сме свесни за овој механизам, можеме да сопреме пред тој механизам да не тера ги правиме тие работи. Кога ќе идеме на кафе, кога не тера тој механизам со сите сили да озборуваме некој што сме љубомориле подсвесно, да речеме не, ова е мојата љубомора, зошто му љубоморам на тој човек? И да се инспирираат од него, да видите како он го прави тоа и вие да го правите. Значи, тоа е реалната промена што може да не спаси сите нас. Буквално ништо друго нема да ве спаси. И политика, и економија, буквално ни лото да добиете, нема да ве спаси тоа. Знам, моментов може да си мислите да добијам, нема да ве спаси. Можам да ви гарантирам, ќе потпишам било што, дека кој да добие лото нема да го спаси тоа, доколку не ги смени тие нагони и динамики во него. Да.
Одлично кажано, мислам дека пак ќе кажам ја убаво ја заокруживме оваа тема. Почнавме со пријателство, отидовме малце глобално и реално мислам дека тоа е буквално тоа што ни фали. Таа свест што ја кажа Дени баш, таа свест ни фали за да идеме, за да се смениме сами како луѓе и кога другите ќе бидат свесни за тоа, зашто взаемно да не го искористиме тоа како успех, дали било тоа еден ако спорта, зашто сите да не спортуваме, да се крене тоа на повисоко ниво, тие правилни вредности да ги изградиме како луѓе, затоа што кога идете надвор, сте биле надвор нормално, кога гледате луѓето што прават, значи повеќе спортуваат, повеќе јадат здрава храна, повеќе се бават со своите работи, затоа на некој начин тоа ние го гледаме како ладно, меѓутоа они се бават, сите си имаат своја работа што прават, своја фамилија. Мене искрено не ми се свија баш, ја ќе го речам ладно, затоа што кога бев во Канада го осетив тоа кај луѓето некако не се блиски, туку повеќе имаат дистанца и не само што има дистанца, него имаат како она лажна емоција што да споделуваат со вас, било тоа да се конобари, келнери, луѓе на улица, има насмевки што не се реални. Мене тоа ми смета искрено, меѓутоа нема да навлагам во таа тема, да заокружиме нашата тема и мислам там. Ќе продолжиме со thumbs up или thumbs down или палец горе или доле. Сакам да те прашам прво дали кафе или чај? Мислам го знам одговорот, ама сакам да те прашам. Зависи од кој дел од денот, али како и да ја рече, thumbs up кафе. Така, тој мислев. Краток одговор. Второто, нуркање, дали си thumbs up или thumbs down? За нуркање? Да. Thumbs up. Thumbs up, дефинитивно така. Не сум пробал во длабоко, ептен со боца. Сноркинг тоа имам пробано, али со боца ми е дефинитивно една од животните желби што е thumbs up морам да пробам. Баш како што сакаш плажа и сурфање и такви работи, тоа е дефинитивно морално да го направиш. Филм или серија? Зашто си повеќе? Порано бев повеќе за филм, сега сум за серија. Да, затоа што можеби така се сврта малку индустрија. Многу подобро ги прават сериите, реално и од филмовите. Како долг убав филм. Да, еве земи Game of Thrones пример со некој било кој друг филм, зборам за предпоследните 3 епизоди Game of Thrones. И реално болј од 99% од филмовите. Така. Затоа. Ја ќе те прашам тебе, thumbs up или thumbs down, добар микрофон, статичен или бубица? Кога снимаш видео? Да, зависи пак ќе кажам за какво видео се работи, меѓутоа јас имам бубица, стварно земав квалитетно убава бубица и сум многу задоволен. За видеата што ги правам јас, како мотивациони такви за самоподобрување, мислам дека подобро е бубица затоа што сакам да станам, да кажам нешто, да се свртам, да не сум статичен. Тоа можеби повеќе за некој што се, да речеме, што учат луѓе за како да креираат нови видеа, на пример, како да направиш на Adobe видео, поише што им треба да споделат информацијата, него да станува. Дефинитивно бубица. Окей, значи бубица thumbs up. Второ, вежбање во тим или вежбање индивидуално? Ако мислам дека ако сакаме на долги стази да вежбаме, на долг рок, само сами. Тимот супер е тимски. Јас искрено тренирам веќе кикбокс 16 години. Супер е тимски да се тренира, меѓутоа има сезони кај што не работи клубот, кај што е паузи, лето, зимо, и јас не ги сакам тие паузи и сакам да се продолжам сам. Дефинитивно тимски, ама кога бидел на она стварно долги стази, мислам дека индивидуално се двојме дефинитивно сами. И последното, филм во кино или филм дома на телевизија? За добар филм со ефекти, како што се, да ви речеме, Avengers, дефинитивно за во кино, затоа што такви ефекти на 3D, таков звук дома, барем ако имаш кино дома и дома гледај си го. Пример, прв пат Интерстелар да го гледаш. Значи такви филми се дефинитивно за кино, едноставно греота е да ги гледаш дома, како да баш ќе кажам, греота е да ги гледаш дома и тоа искуство да го имаш дома кога си можел да го имаш 5 пати подобро. Баш, многу го кажа и мислам дека темава е цела заокружена. Користете ги емоциите, не дозволувајте емоциите да ве користат вас. Развивајте и тренирајте свесноста. Поздрав од мене, имајте убава вечер. Имајте убава вечер, поминете се убаво, гледајте се некој убав филм, убава серија или земете некој курс, прочитете. Да. Се гледаме. Чао, чао. Исполни го